Уставот нема да се промени. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ потпишаа своеволни неотповикливи изјави дека нема да поддржат гласање на уставни измени со кои ќе се вметнат бугарите во највисокиот конститутивен акт. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски реагираше дека во собранието е направено предавство кон Македонија и македонскиот народ, кој 13 дена и покрај сите притисоци остана на улица. Власта не го послуша гласот на народот, но Мицкоски порачува дека ништо не е се уште изгубено. Народот може да биде спокоен. Ова не е 2019 година. Иницијатива на пратениците како гаранција со која се обврзуваме пред граѓаните. За ова наше ветување, со цел блокада на предавството, новаа влада се изјавите на пратениците, заверени на нотар, дека со мирна совест и здрава свест нема да прифатат промена на Уставот, а со тоа гарантираат со својата чест, совест, оставка која веднаш стапува на сила доколку тоа не се случи. Јас верувам дека ниту еден пратеник нема да го одобри ова предавство и за тоа го имате мојот збор дека тоа нема да се случи. Исполнувањето на протоколот со Бугарија ќе значи преиначување на историјата како услов за влез во Европската унија. Мицкоски потенцираше дека додека не се исполнат овие барања нема да има почеток на преговори, а ВМРО-ДПМНЕ ќе се спротистави и нема да дозволи бугаризацијата да стапи на сила. Информацијата која што претходно ја усвои владата на Ковачевски и формално, иако не беше задолжително, помина во Македонското собрание. Да му се заблагодара на народот, кој масовно и во огромен број излезе на улиците и со денови беше тврдината на непокорот, кој покажа не само дека Македонија е жива, туку демонстрираше невидена енергија и волја за борба за својата иднина и за нашата татковина. Конечно, лидерот на опозицијата порача дека барањето за предвремени парламентарни избори останува на маса, затоа што мора да се замине власта која го направила најголемото предавство на државата и националните интереси.